Денеска сме тука на еден од врвовите на Галичица, каде што може би се наоѓа најубавиот наш поглед. Погледот и на Охридското и на Преспанското езеро. Поглед што измами на вистина во одушевување и кај оние што сме биле тука, но особено кај оние кои што за прв пат доаѓаат. Сакавме денеска по повод денот на независноста да бидеме и символички на овој врв, да покажеме дека погледот ни е насочен кон двете стратешки цели, и кон членството во Европската Унија и кон членството во НАТО. Пред 2 години кога прв пат Министерството за одбрана организираше ваков марш, тоа го направивме во Крушево и целта ни беше да кажеме дека ако знаеш која ти е заедничката цел, ако знаеш како да се организираш, ако си доволно трпелив и упорен и ако не се откажуваш по патот, дека дури и тие високи врвови не се недостижни. Тогаш пред 2 години членството во НАТО изгледаше на вистина недостижност. Излегувавме од една криза, НАТО не покажуваше голем интерес за нови членки, меѓутоа еве 2 години потоа членството во НАТО алијансата е една од нашите главни стратешки цели, ние на дофат. Не делат практично недели или неколку месеци до членството. Со истата сила, со истата енергија, со истата упорност и знаење, сега се свртуваме и кон втората стратешка цел, а тоа е почетокот на преговори со Европската Унија. Како што погледов на двете езера не остава без див, така можеби ќе не остава без див работата на овие двете стратешки цели. Тешки се, но задоволството, сатисфакцијата и резултатите се неверојатни. По повод овој ден на независност сакаме да испратиме пораката до села наша татковина и дека трудот се исплати. Дека енергијата, вложувањето, упорноста возвраќаат со резултати. Убедена сум дека нашето членство во НАТО ќе биде дополнителен ветер во едрата на нашите ЕУ планови. Честит да ни е уште еднаш денот на независноста, еден ден по него.